Интензивно се работи на асфалтирање на регионалниот пат до најодалечните мариовски села – Старавина, Груништа, Градешница, Зович и Будимирци. Досега до овие села се стигнуваше по земјен пат, останат од времето на француската војска во Првата светска војна, кој понекогаш се дотеруваше со чакал. Патот со години беше запуштен, а секој пореен дожд го носи чакалот и селата остануваат одсечени од цивилизацијата. Реконструкцијата на патот се очекува да заврши до крајот на оваа градежна сезона, велат од Македонија пат подрачна единица Битола, кои се задолжени за изградбата на патот. Пред да започне зимската сезона, ние започнавме со реализација на проектот за реконструкција на патниот правец Р1311 Маково-Старавина, значи почнувајќи од Старавина према Зович, во должина од километар и 300, ширина 5 метри, значи долен и горен строј, што би се рекло тампонирање и асфалтирање. Тампонирањето се изврши минатата година и со почетокот на ова градежна сезона сметаме дека ќе го завршиме и тој дел на асфалтирањето, некаде околу во вредност од околу 6 милиони денари. Реконструкцијата на патната инфраструктура во Мариовско е дел од програмските активности на општина Новаци. Тој пат е од Рапеж до Старавина во должина 12 километри. 2 километри сега треба да ги асфалтираме Македонија пат, ќе ни останат уште 10 километри и се надевам дека оваа година ќе биде асфалтиран, затоа што единствено само тој пат од регионалните патови е тука оставен така. Со асфалтирањето на регионалниот пат Маково-Старавина се очекува економски развој на регионот, како и нов почеток за заживување на Мариовскиот крај и развој на туризмот. Посетителите ќе имаат можност да ја посетат реновираната куќа на Кале Шангја, херојката од истоимениот роман на Стале Попов во село Старавина, филмскиот мост каде што се снимаше филмот Прашина во село Зович, црквата Свети Димитрија во село Градешница од 14-тиот век со иконостас што се смета за реткост, како и многу други историски места и природни реткости. Исто така Мариовскиот крај располага и со големи природни ресурси.